Почитувани, изминаа повеќе од 24 часа, а од власта се уште немаме никаков одговор, никаква реакција во врска со информацијата за состојбите во Судскиот совет, која што како пратеници на ВМРО, ДПМН и коалицијата ја поднесовме вчера овде во Собранието на Република Македонија. Молчењето од страна на власта за проблемите во судството и Судскиот совет оди единствено во прилог на намалување на довербата на граѓаните кон судството и институциите. На очиглед на целата јавност пред неколку дена бевме сведоци на скандал во Судскиот совет. Имено, председателката на Судскиот совет Весна Дамева, спротивно на процедурите, на уставот, на законите и на деловникот на Судскиот совет, беше разрешена од нејзиниот заменик Селим Адеми. Само за подсетување, довербата денес е 3%, односно имаме 97% недоверба во судството во целост. Токму поради ваквите меѓупартиски и меѓукоалицијски препукувања и пазарења, но и поради грубата партизација на судството во целост, која што ја врши власта во овие 6-7 години, довербата на граѓаните е катастрофална и на рекордно најниско ниво досега во историјата на Република Македонија. Веќе години наназад апелираме и алармираме да се престане со поставување на партиски кадри на високи позиции во македонското судство и во сите останати државни институции. Но власта продолжува по свое, иако токму на сето ова се должи оваа комплетна анархија во нашиот систем. Проблемите во судството се решаваат со диалог, реформи и одговорност. Не се решаваат со молчење и криење на проблемите под тепих. Во спротивно, се случуваат и ќе продолжат да се случуваат вакви или слични состојби кои никако не се европски вредности и патот кој ќе не одведе во Европската Унија. За крај, во секоја нормална, демократска и европска држава за вакви состојби прва би требало да реагира власта. Ова е доказ дека ние немаме демократска, европска и капацитетна власт подготвена за решавање на секој проблем. Ова е доказ дека власта во оваа држава е проблем, а не решение. Уште еднаш, апелираме оваа информација да биде ставена на дневен ред на првата следна и веќе закажана пленарна седница на 10 мај. Власта е на потек. Ви благодарам, дали имате прашања? Слободно повелете. Веќе го повторам по не знам кој пат, значи власта имаше можност, мислам дека повеќе од 2 години од како е потпишан меморандумот за соработка со Бехтел Јенка, значи повеќе од 2 години време за една суштинска дебата со присутност, со покана кон опозицијата, на која секако би прифатиле наше учество. Но вака во не 5 до 12, туку во 12:05 да не повикуваат затоа што се ставени во тесно, затоа што тој договор никој го нема видено во оригинал и онака како што треба. Нашата партија до тој договор е стигната преку свиркачи и прашањето е кој од пратениците кои што се предлагачи на законските измени во суштина го има видено тој договор за да поднесе такви предлог законски измени, дали го има видено договорот, дали сите од тие подпишани имаат сертификати, тоа би било дополнително материјал за уште еден од мноштвото скандали кои што гледате дека секојдневно ни се случуваат. А ние нема да прифатиме да видиме договор за 5 минути или само за да има една театарска представа за медиумите и за јавноста, а повторно ништо суштински да не би се случило. За тој договор имаше време да се седне, да се разгледа, да го видат сите, впрочем, како што кажав, ако е од национален интерес, токму нацијата треба да знае за што ќе се трошат овие пари. А веќе не започнат, потрошени се преку 200 милиони евра само за пенали.
Да, требаше да биде доцна за многу работи, но на ваков начин да подметнуваат и да го квалификуваат како јавно доставување на договор, апсолутно не се согласувам и затоа не прифаќаме никакво присуство. Тој договор требаше да се види квалитетно, на маса се работи за преку 500 страници, што никако не може да се случи, ќе се согласите во тек на една затворена седница.